Родителите повторно во борба со здравствените власти против имунизацијата, која надлежните сакаат да ја направат задолжителна. Од друга страна пак, родителите сакаат вакцините да бидат препорачливи, а не задолжителни. Токму овој проблем е повод граѓански здруженија да потпишат иницијатива вакцините да бидат право на избор на родителот, а не задолжителни. Предлагачите на иницијативата сакаат да имаат право како родители да одлучуваат за здравјето на своите деца, додека пак министерот за здравство Венко Филипче уште еднаш го повтори ставот до кој држи и покрај барањата на родителите, а тоа е дека не одстапува од тоа дека вакцината мора да биде задолжителна и кажа дека нема да дозволат ниту едно невакцинирано дете да биде запишано во училиште или градинка. Неколку пати потенциравме дека има важечка законска регулатива. Точно е дека во делот на Законот за основно образование има некои контрадикторности, но нема да дозволиме ниту едно дете да биде запишано ниту во училиште, ниту во градинка невакцинирано. Затоа што не може волјата на родителот да биде посилна од правото на детето да биде здраво, а при тоа не може со една индивидуална постапка да се загрозува и колективното здравје кое е на це, изјави министерот за здравство Венко Филипче. Граѓанската иницијатива за измена на Законот за заштита на населението од заразни болести ќе ја разгледуваат пратениците по изборниот процес. Иницијативата е поднесена од 129 граѓани. Тие бараат во законот да биде заменето задолжителното вакцинирање со терминот се препорачува, истакнувајќи дека не биле антиваксери, туку само барале родителот да има право на избор. На ваквите тврдења, министерот додава дека со задолжителното вакцинирање не се крати никакво право, затоа што најважно е здравјето на детето и колективното здравје. Со ваквиот став се согласуваат и родителите кои ги анкетираше екипата на Прва Скопска. Дали сте за или против вакцините? Јас сум за. Сметате дека тоа треба да биде задолжително или избор на родителот? Треба да се биде задолжително, како што и било и ние кога сме биле деца. Ја имам деца и тие беа и редовно си ги вакциниравме и сега до сега немаме никаков проблем. Сега има проблеми до некои родители што не сакаме вакви биле вакцините, такви биле, си има надлежни кај што може да се обрати и да им кажат што е како е. Зашо да не? А како од времето си беше задолжително, ама си спомешаа работиве. За вакцини. Исто за. Дали е против или е добро, тоа е. А подобро е да се вакцинират. Иако веќе подолго време по социјалните мрежи се води антивакцинална кампања, тоа поизразено беше откако во Скопје беше прогласена епидемија на морбили и беше забрането да се примаат невакцинирани деца во градинките. Специјалист доктор Даниела Марковска од диспансерот за имунизација на деца рече дека МРП вакцината, која за многу родители представува проблем, не е спорна, како ниту било која друга вакцина. И одговорно тврди дека вакцините се проверени и децата треба да бидат вакцинирани. Ниедна вакцина не е спорна, значи оваа вакцина е нормална вакцина која што е ставена во календарот за имунизација со цел да се заштитат децата и да се превенираат заразните болести, односно морбилите. Во однос на вакцината, значи беа искажани имаше многу негативни коментари од антивакциналните кампањи. Јас одговорно тврдам дека сето тоа нема никаква подлога, односно дека вакцината е безбедна, вакцината е ефикасна, вакцината штити од заразното заболување. Несакани дејства нема, вакцината е безбедна, вакцините може да предизвикуваат, како и секои други вакцини, значи покачена температура, меѓутоа сето тоа е незначително во однос на огромниот бенефит кој што го има вакцината по здравјето на детето. Спорна вакцина нема, значи вакцините си одат регуларно, вакцините си одат редовно, како што си е по календарот за имунизација и нормално доколку детето е здраво. Значи се вакцинираат потполно здрави деца. Граѓанската иницијатива за донесување закон за изменување на Законот за заштита на населението од заразни болести, што вчера не беше разгледана на седница на Собраниската комисија за политички систем, бидејќи поради немање кворум таа беше одложена и ќе биде закажана најверојатно на 6 или 7 мај по завршувањето на вториот круг од изборите.